13-та година поред се одбележува месецот, машкиот месец. Да, 13-та година од 2013 година од една дружба и следење на некои светски трендови за Мовембар прераснавме еве 13-та година се дружиме, се трудиме да зголемиме свесност за машкото здравје, за превенција од болестите претежно се машката популација. Трета година одржуваме и некои предавања. Благодарни сме на докторите кои што не услужија и ја видоа мисијата која на ово здружение и ни помагаат со тоа. Така да 13-та година се надеваме дека уште долги години ќе се трудиме да ја зголемиме свесноста, да ја доближиме ова проблематика до младата популација која што можеби не е запознаена со овој проблем. Вечер ви имаше претежно млади луѓе на настанот. Се зголемува ли бројот од година во година? Да. Од година во година, мислам секоја година имаме некоја база на поддржувачи, така да ја наречем, но меѓутоа и секоја година имаме доаѓање на нови, да речеме, млади луѓе кои што преку носењето на музика, преку дружењето сепак се запознаваат со оваа проблематика и се надеваме дека ќе ги послушаат советите на докторите, ќе послушаат искуствата кои што ги имаме и ние веќе во низ годините наназад, да направат преглед кога ќе дојде време, доколку имаат проблем да алармираат и се со надеж да се намалат тие болести кај младата популација. Дали како здружение размислувате можеби овие настани да не се организираат само еднаш во текот на годината? Па да, веќе се самата потреба се воочува, бидејќи во еден месец ги имаме овие предавања, ние во текот на целата година функционираме, комуницираме со луѓето, веќе сме препознаени како Мовембар здружение Велес. Меѓутоа во иднина се надеваме дека ќе имаме барем уште неколку настани во текот на годината, кај што сепак ќе можеме да пренесуваме оваа порака да стигне до што има поголема аудиторија. Благодарам.